Највредните оризопроизводители кои обработуваат голем дел од полето во атарот на Кочани изминатиот викенд организираат дружење кај Дабот како завршен настан по успешно реализираната сеидбена кампања, а со цел да разменат искуства поврзани со сеидбените активности. Со домашни пијалоци и специјалитети се разговараше за врнежливата пролет која им прави проблеми за семенскиот материјал, сортната застапеност и цените кои се движат помеѓу 120 и 150 денари за килограм, за бегањето на младите од нивите и заминувањето во странство, како и за повеќе проблеми поврзани со полските патишта. Моментално во најдобар ред, што се однесува до водата беше пуштена во оптималниот рок и се заврши во оптималниот рок и со комплетната седба. Семења има, цената е приближно реална, за некои сорти може малку беше поскапа, ама толку е како диктира пазарот. Моментално се е околу 4 сорти: Сан Андреа, Камео, Луна и еден дел имам од Барон. Сега моментално со оваа откупна цена е добро. Ако се задржи до есента оваа цена, ќе бидеме и презадоволни. Мислам дека е у границите на нормално, према сите параметри што се однесуваат и до сето друго што отиде веќе со поскапо и со цена на репроматеријали, ѓубриња, нафти и со сето друго, мислам дека е добра цената и ако ја задржи оваа цена ќе биде добри. За брзо, кратко време одсејавме го ризо и ние си правиме сега крчма на сеидбата у Кочанскиот дел тука. На крчмата заедно. Да, ние на завршетокот на оризна жетва си правиме, него ова е посебно. Значи за кратко време водостопанството успеа. На почетокот бевме скептици, немавме вода, него Господ ни помогна. Страв беше да се одбие пола. Да, ама сега со труд на водостопанството, организација искупаа, вади се на време. Ние у рекордно време посеавме. Тоа е најголемо задоволство за секој земјоделски продуцент. Да, на време да се одсее тоа. На крај он е малку дождо спречи времето, ама ние успеавме во нашиот дел. Надоле по Спанчево алуват луѓето, не може да спремат. Ние порано почнавме и порано почиеме со сеидба. Ние завршивме се, успеаваме комплет 95% е завршено. Дека не сите млади го менуваат земјоделието со други подоходовни професии, зборува вредниот Тоше Јорданов, кој вели дека работата не е лесна, но причинува задоволство кога ќе се произведе првокласна храна која се помалку ја има во светот. Обработувам колку што можам за да бидеме задоволни со работата и со земјоделието. Да. И задоволен сум што имаме група ваква на земјоделци што си доста помагаме, соработуваме. Да, и да можеме да продолжиме и натаму повака. Моментално да направиме некои патишта, за да можеме полесно да ги обработуваме нашите површини и бирикетот, да го напомнеме кочанското злато, за да можеме полесно да го изнесеме од нашите површини, од 5 до 10 хектари, само ако е на оризо производството. Од 5 до 10 хектари да е само само на земјоделие. Да. Под мотото заедно сме посилни, овие земјоделци действуваат според принципите за меѓусебно помагање и заедничко решавање на одредени проблеми. Ако се работи, тогаш и се заработува. Велат дека ја имаат целокупната механизација, најсовремени комбајни, ласерски порамнувачи на површините, трактори со приклучна опрема. При тоа размислуваат развојно, општината да им определи парцели за стопански дворови за да ја чуваат механизацијата, да изгради мостови на одредени премини, да ја подобри состојбата со полските патишта и слично.